Свети Јован Кронштадтски одговори на прашања за духовниот живот. Прашање: зошто крстот Христов се нарекува негова слава? Одговор: Христос е вистински Син Божи, иста божествена суштина со Бог Отец, кој го искупи светот со својата смрт и преку кого единствено е можно нашето спасение, односно преку страданија и смрт за гревовите на светот. Бидејќи неговите страданија и смрт за нас се слава негова, откако преку своите страданија и смрт он извојува победа над пеколот и над смртта. Славата на Синот Божи и на Света Троица воопшто е во нашето спасение, во дарување надприродни средства за постигнување на вечно блаженство на нас. И затоа и ние, од своја страна, најдобро ќе ја прославиме Светата Троица, ако делото на спасение на нашите души го сметаме за најважно и најголемо свое дело на земјата, и ако со сите сили на својата душа го достигнеме Царството Небесно, кое ни е подготвено од постанокот на светот. Сушност, славата Божја се појавувала и се појавува во спасението на родот човечки на крајно восхитувачки начин, неспоредливо повосхитувачки отколку при создавањето на светот, бидејќи светот е создаден од Бог од ништо, само со збор. Безброј светлоносни умни небесни сили се приведени од небитие во битие, исто така со збор. Но за грешниот човек да се спаси од вечната погибел, било потребно Синот Божи да се овоплоти, да пострада, да се принесе себе си за жртва на Отецот. Прашање: има ли сега чуда? Одговор: меѓу побожните христијани секогаш имало и сега има и обични луѓе, кои со вера во Исуса Христа ги победувале и ги победуваат своите страсти, кои ги чувствувале и ги чувствуваат во себе безбројните сили на Исуса Христа над демоните, кои со помош на страстите војуваат со нив, кои по срдечното повикување на Неговото име, со Неговото име прават доблести, го соблекуваат стариот човек и се облекуваат во нов, ја победуваат во себе смртта и го чувствуваат царството на духовен живот во Исуса Христа. Нели ова најголемо чудо во сегашно време, чудо кое тајно им се случува на многу верни со благодата на Христа Бога? Да биде Он во твоето срце, како душа на твојата душа, и да твори Он со тебе и во тебе секојдневни чуда на спасение од гревот. Велам чуда на спасение, бидејќи спасението од гревот, кој го проникнал сето наше битие, како натопена хартија со масло, е вистинско чудо, можно само под услов да веруваме во Исуса Христа, во крштевањето во име на Светата Троица и искрено да се покаеме што ни е подарено со Неговото страдание и смрт, како и под услов да се причестуваме со Неговите свети тајни. Прашање: како да се познае Божеството Христос? Одговор: живејте според учењето Христово, исполнувајте ја волјата Негова и ќе го видите, ќе го забележите и ќе го почувствувате Божеството Христово, додека безбожникот, неверникот и беззаконикот, ниту од очигледните чуда што ги твори Христос не го познава Неговото Божество, бидејќи очите на Неговото срце се слепи од страстите, затоа што сатаната ги ослепил. Господ сведочи за своето единство со Отецот. Се мое е Твое и Твоето мое, и се прослави по нив. Евангелие според Јован, глава 17, стих 10. Уште, обновениот свет живот на христијанинот е непрестано чудо, кое се случува и кое крајно чудоневидувачки го докажува божеството на Исуса Христа, кој ги пресоздава и ги обновува оние што веруваат во Него. Кога некој од оние што не веруваат во Светото Писмо би ме прашал: со што ми докажуваш дека Исус Христос е Бог? Тогаш би ми било доволно да му укажам на било кој праведник кој се одрекол од сите светски задоволства. А Исус Христос навистина прави такви чуда на препородување и на морални промени на оние кои искрено веруваат во Него. Пример се сите светители. Прашање: го оцениме ли ние своето спасение кое толку скапо го стекнавме со Христовата жртва? Одговор: ние не мислиме често на Него. Повеќето од нас лекомислено се однесуваат кон тоа дело, кое е од најголема важност, а некои други, о ужас,
Со подсмев зборуваат за некои од благочестивите луѓе, ма тој се спасува. Прашање. Можно ли е сега да се спасиме? Одговор. Не смееме да го избегнуваме светото живење и да си наоѓаме изговор дека денес Божем не можеме да се спасиме, дека Божем не се такви времињата како порано, дека луѓето сега станале како демони и дека само наведуваат на грев, а животот како да станал сосем поинаков и дека не е како порано. Не, пријатели, не е вистина дека сега не можеме да се спасиме. Можеме и сега. Господ при своето вознесение на небото им рекол на своите ученици, а преку нив и на сите нас. И ете, јас сум со вас преку сите дни до крајот на светот. Евангелие според Матеј, глава 28, стих 20. А ако секогаш е со нас, тогаш немаме од што да се плашиме. Угодниците Божи биле луѓе посе слични на нас, но со вера и љубов, со труд во добри дела, го победиле гревот, светот и Господарот на овој свет и своите страсти, и сега вечно ја прославуваат својата победа. Меѓу нив немало само монаси, туку и мирјани, оженети и омажени, луѓе од секаква професија, сталеж, пол и возраст. И при нив бил истиот ѓавол, искушувач на грев, и истиот овој грешен свет со своите соблазни, истите луѓе со своите искушенија. Прашање. Зошто учените луѓе не веруваат, а простодушните се покажуваат поумни од нив? Одговор. Најзачудувачко е тоа што учените луѓе, кои сега ги нарекуваат образовани, се заразени со неверие кое се изедначува со безумие, со лудост, како што вели и Светото писмо, дека мудроста од овој свет е безумство пред Бога. Прво послание до Коринтијаните, глава 3, стих 19. Нивното неверие потекнува од нивната гордост, од ученото незнаење, кое многу нешта знае, а не го знае она најпотребното, дека Бог се противи на горделивите. Послание на Свети Јаков, глава 4, стих 6. Зачудувачко е и тоа што простите, неучени луѓе, но со здрав разум и со добро, просто срце, се покажуваат многу помудри од мудреците на овој век и поугодни на Бога, бидејќи во простотата на срцето, не мудрувајќи лукаво, веруваат во Бог, во Словото Божјо, примајќи го со доброто и просто срце, трудејќи се да ги почитуваат неговите заповеди според своите можности, со помош на благодатта. Прашање. Има ли почеток на Царството Божјо уште овде? Одговор. Евангелието на Царството Божјо, кое го проповедал Исус Христос и кое и досега сите ги повикува, е вредно за труд и за да се употреби сета сила за негово достигнување. Почетоците на ова царство, кои привремено можеме да ги забележиме и овде на земјата, например за време на искрена молитва или богомислие, или покаяние со солзи, или кога правиме добри дела, се крајно сладосни, а пак каква е сладоста на Царството Небесно таму, на небото, а сите ќе стигнеме во Царството Божјо. Прашање. Зошто Исус Христос повикал прости, неучени и сиромашни луѓе на апостолство? Одговор. Апостолот Павле, повикан на апостолство уште додека бил прогонувач на црквата Божја, а бил и учен, ја објаснува причината зошто Господ повикал прости луѓе во апостолство. Бог го избрал на што е безумно за овој свет, за да ги посрами мудрите. Бог го избрал на што е слабо во светот, за да ги посрами силните. Бог ги избра и неугледните и презрените на овој свет и оние што не значат ништо, за да ги унизи оние што значат нешто, да никој да не се попали пред Бога. Прво послание до Коринтијаните, глава 1, стихови од 27 до 29. Апостолот Павле за себе вели дека Бог го испратил за да го проповеда Евангелието, и тоа не со премудри зборови, туку просто, за да не искоби од силата крстот Христов. Прво послание до Коринтијаните, глава 1, стих 17. Односно силата на крстните заслуги на нашиот Спасител Христос, која и без нашата суетна мудрост е моќна да ги спасува верните. Втората причина е тоа што Господ дојде во светот за во нашето тело да излечи нашата природа, падната од гордост и од лукавство на непријателот и од невоздржаноста на стомакот,
сакајќи на сето човештво да му даде лекција на простота, смирение и умереност во се, и во самиот избор на идните лекари и ловци на луѓе, он избира меѓу нив прости и сиромашни луѓе, кои се задоволни само со неопходното и воопшто не се преценуваат себе си. И затоа и он, како лекар на болното човештво, се раѓао сиромашна дева и во бедна пештера, а имал и сиромашен потатко и живеел во сиромаштво. Третата причина, како што сите знаете, е тоа што богатството ги врзува за себе срцата човечки и ги одделува од Бога, а дава и повод за многу гревови. Апостолите, ако беа избрани богати и ако беа од оние кои го љубат богатството, како ќе можеа да ги доведат луѓето до Бога и да запалат во човечките срца љубов кон Него, ако самите немаа во своите срца љубов кон Него? Четвртата причина е тоа што тие полесно можат да го примат во своите срца богатството на Божјата благодат, која обилно се излева во срца смирени, прости, гладни и жедни за правдата Божја, а не влегува во срцата на оние кои се горди на својата замислена правда. Петта причина е следнава. Апостолите биле должни на земјата да ги учат луѓето на небесно живење, бесстрасно, непосрамно, свето, во очекување на идниот блажен живот, неподложен на старење во векови, па затоа и самите биле должни на сите на земјата да им покажат пример на бесстрастие и светост, нестекнување и небесен живот на земјата. Шестата причина. Светите апостоли, како проповедници на духовната слобода во Христа, требало самите да бидат облечени во духовна слобода. Тие по волјата Божја и по своја волја биле слободни од секаква земна пристрасност. Тие учеле на нов живот во Христа. Апостолите биле Христови војници, на кои им предстоело војување, не само со луѓето или со нивните страсти и беззаконија, туку и со царството на сатаната, со поглаварствата, властите, господарите на темнината на овој свет, со духовите на злобата во поднебесието. Послание до Ефесјаните, глава 6, стих 12. А какви треба да бидат Христовите војници? Тие треба да бидат духовно неранливи за сите непријателски сили, бидејќи непријателот вообичаено ранува преку телесните и светски пристрасности. Ако во нас ги нема тие пристрасности, и ние сме неранливи, по Божја благодат. Најпосле, седмата причина е тоа што во простите срца почива Бог, а во лукавите нема место за Него. Прашање. Што му открива верата на човекот? Одговор. Верата во Господа, во Неговото Слово, живата цврста вера, е клуч за неисцрпната ризница на сите Божи дарови, животворна сила која Бог им ја дарува на простите што не мудруваат лукаво, на смирените души, која привлекува кон нив богатство на милости Божи. Во нашето време, сиромашно со вера, оние што веруваат можат да бараат од Господа се што е потребно за спасение. Прашање. Што ако им било дозволено на нечистите духови со луѓето да го направат истото што и со свињите? Одговор. Тие за миг би ги погубиле луѓето, но не смеат да го сторат тоа со нив, но можат да ги мачат по дозвола Божја за да ги вразуми. Необично е што самите демони ги очекуваат вечните маки и треперат, а некои луѓе не веруваат во Бога и не се плашат од паѓањето во грев. Ах, браќа и сестри, тешко би ни било, вечно би ни било, тешко без Исуса Христа, без вера во Него, без Неговата благодат, без добрите дела и без нелицемерно покаяние. Човекот кој живее без вера во Исуса Христа, без покаяние и добри дела, станува играчка на погубните страсти, една помачна од друга, дом полн со зли духови, како спомнатите бесомаченици, осудени на вечни маки. Прашање. Дали единствено верата има голема заслуга? Одговор. А зошто Господ го излекува патениот? Заради верата на оние што го донеле. Не плаши се, чедо, ти се простуваат гревовите твои. Евангелие според Матеј, глава 9, стих 2. Гледате ли колку е силна верата? Само заради верата, избавување од толкаво зло. Верувајте во Бога,
И ако некому му недостасува вера, нека бара од Бога, кој на сите им дава изобилно и без укор, и ќе му се даде. Послание на свети апостол Јаков, глава 1, стих 5. Со вера животот е блажен, без вера тежок и неутешен. Кој има вера може секој ден 77 пати да се избавува од гревовите и исто толку да се удостојува со мирот Божи и правдата Божја, а без вера лесно да биде сосема изгубен во гревовите, како што гинат многумина. Прашање. Какви се даровите за оној што верува и се кае? Одговор. Верата е дар Божи. Некои немаат вера од гордост или затоа што со сиот ум и со сето срце се обратиле кон светот и кон телото, а не кон Бог и кон неговиот свет закон. Не ја ценат верата, ја сметаат како нешто неважно, без кое лесно би можеле да се снајдат. Најпосле, заради тоа што не го очистуваат срцето со искрено покаяние, бидејќи верата не може да живее во непокаяно срце, како чиста ќерка на небесата. Токму затоа, искрената и нелицемерна вера ќе му се припише во заслугите на човекот и заради неа Господ ќе му предаде неброени добрини. И ете затоа Господ Исус Христос барал вера во луѓето и за нивната вера им ги простувал гревовите и правил чуда. Срдечната вера на човекот му служи како раце или како уста за прифаќање на Божите дарови. Она што се рацете или устата на телото на човекот, тоа е верата на душата. Верата е оружје и средство за примање на Божите милости. Верата е уста на душата. Отвори ја устата со молитва и со покаяние, и душата ќе ти се исполни со благодат. Еве уште причини зошто Господ бара од луѓето вера во Бога. По гревопадот луѓето се помрачиле и паднале во незнаење на Бога. Отпаднале од Бога, од неговите заповеди и почнале да го почитуваат создаденото наместо Создателот. Дури и демоните ги сметале за богови и им служеле како на богови, иако демоните им правеле разни зла. Исправајќи ја така погибелната заблуда на луѓето и сакајќи се да доведе до познавање на вистинскиот Бог, Создателот на се, Господ Исус Христос како Создател и Владика се јавил во тело, со дела покажувајќи им го на сите своето божество и сила. Он барал како што е задолжително порез, вера во себе, како семоќен Создател, кој заради нас луѓето и заради нашето спасение слезе од небесата. Прашање. Во какво време живееме? Одговор. О злосреќно време, о време на безверие, о време кој го наговестува приближувањето на страшниот суд. Имајте страв Божи во текот на целиот живот. Сеќавајте се на второто страшно доаѓање на Господа Исуса Христа и ужасниот суд на целата вселена. И внимателно почитувајте ги Божите заповеди и исполнувајте ги делата на својот повик. Господи, истерај го од нас духот на немост. Каде во општеството е прифатено да се зборува за Бог, за спасение на грешните души, за вечниот живот? Скоро никаде. Овде и ние сме неми. Господи, избави не од духот на немост и научи не што да зборуваме и што да правиме, за да ти е угодно Тебе, нашиот Бог и Спасител. Треба смело да му се кажува вистината на секој човек, макар таа да е горчлива и непријатна за оние што ја слушаат. Прашање. Што е крстот? Одговор. Во крстот го почитуваме на него распнатиот Господ, бидејќи на него се распнала и нашата љубов, а таа љубов е воплотениот Син Божи. Прашање. Дали верникот треба да се лекува кај лекар? Одговор. Господ Исус Христос и сега ја лекува секоја болест со семоќната своја благодат, во молитвите на верата, особено во светата тајна или осветување. Он лекува и по природна постапка, преку лекови или без нив, со самата исцелителна сила на природата. И сега он ја храни секоја твар, давајќи да никнуваат и да растат во изобилство секакви земни плодови. Прашање. Дозволена ли е мрсна храна во постите? Одговор. Треба да се јаде и да се пие во слава Божја, но не заради прејадување или пијанство, или заради уживање во стомакоугодување, туку умерено. Храна благословена од црква, например во пост постна,
освен во случај на немоќ и болест или сиромаштво, бидејќи црквата им разрешува на немокните, болните и на сиромашните мрсна храна и во пост. Прашање. Како Евангелието учи на молитва? Одговор. Евангелието е напишано заради наша утеха и спасение. И ете, прво што треба себе си да си дозволиме е молитвата. Господ, по своето човештво, често се молил во осаменост, ноќе. И ние задолжително треба да се молиме во секое време. Бидете будни и молете се, за да не паднете во искушение. Евангелие според Матеј, глава 26, стих 41. Вели Господ. Има многу гребови во нас, многу душевни и телесни потреби, многу искушенија, и затоа треба да се молиме без престан, секако најмногу во себе. Евангелието учи за користа и потребата од молитва во осаменост. Исус Христос, Бог и човек, се молел често како човек во осаменост. Во осаменост човекот може сосема, со сето срце да и се посвети на молитвата, бидејќи тогаш никој и ништо не му пречи да се моли. Додека на луѓето кои се предадени на својата вообичаена животна суета, многу им е тешко, а понекогаш и невозможно да и се посветат на молитвата. Секако, молитва во осаменост некогаш може да се има и кога сме со луѓе, кога некој се моли во своето срце како во осаменост. И таквата молитва му е пријатна на Господа. Но така не може да се молат сите, туку само поискусните, кои се научиле да беседат со Бог секаде и на секое место. Ни дење, ни ноќе не сме ослободени од искушенијата. И ете, оттука е потребата за посебни утрени молитви и молитви пред спиење. Со срдечна молитва треба да го почнуваме денот и да го завршуваме, односно да се молиме постојано и наутро и ноќе, покрај тоа и на почетокот и по завршувањето на работата, како и пред и по јадење, што кај многумина сега е потполно невообичаено. Молитвата ја осветува и закрепнува душата, очистува, освежува, утешува, храни, просветува, соединува со Бог, кога се врши разумно, од душа, со искрена вера. И така, молете се сите. Молитвата е извор на сите добрини. Со молитвата се стекнува. И се, што и да побарате во молитва со вера, ќе добиете, вели Господ. Евангелие според Матеј, глава 21, стих 22. Исус Христос особено често се молел на гората. Со тоа не учи да се ослободуваме од земните помисли и пристрасности за време на молитвата и да ги вознесуваме умот и срцето горе, на небото. Мислете на небесното, а не на земното. Послание до Колосјаните, глава 3, стих 2. Вели апостолот. Горе да ги имаме срцата, произнесува црквата, односно да ги насочиме срцата кон небесното. Тоа особено е потребно за време на литургијата, кога се извршува толку голема, наднебесна, страшна тајна на претворање на лебот и виното во тело и крв Христови. Прашање. Може ли христијанинот да биде плашлив? Одговор. Во миговите на искушенија и несреќи, да не заборавиме дека Господ е блиску до нас. Послание до Филипјаните, глава 4, стих 5. И дека е подготвен да не спаси, само ако со вера и со искрено покаяние заради гревовите, го повикаме на спасение. Нас често не плашат привиденија кои ни ги представува лукавиот и не смутуваат сплетки на злобниот противник. Но со сето срце да повикаме кон Господа и сите привиденија ќе исчезнат. Така се случува секогаш со оние што веруваат, а така и ќе биде. А колку Спасителот е блиску до сите нас. Брате, само погледни кон него со очите на срцето, со вера и надеж дека он е токму овде, пред тебе, и дека ќе те спаси, само ако навистина посакаш спасение. Ќе те спаси, сигурно ќе те спаси. Ти сам ќе се увериш како ќе те спаси. Ќе се увериш, се разбира, со очите на срцето. И еве, брате или сестро, ќе се научиш од апостол Петар со иста вера да го повикуваш Спасителот во неволите, во тагите и во гревовите. Господи, спаси ме, и сигурно ќе се спасиш. Се разбира, затоа е и Спасител, за да не спаси нас грешните. А кога ќе те спаси тебе, ти ќе речеш, да, навистина ти си Син Божи,
и ќе му се поклониш со љубов. Понекогаш се плашиме од се и од сите, од сопствената сенка, од шушкањето на лисијата од дрвјата, а тоа е затоа што нашата вера во Исуса Христа се уште е слаба, затоа што се уште не сме се соединиле со Него. Кој со сето срце поверувал во Него и цврсто се соединува со Него, не се плаши од ништо, ниту на небото, ниту на земјата. Господ е моја светлина и моје спасение, од кого да се бојам? Псалм 26, стих 1. И полк да се крене против мене, нема да се исплаши срцето мое, и тогаш ќе се надевам на Него. Псалм 26, стих 3. Ете колку е смел, мажествен и храбар оној што верува во Господа и кој го љуби. Господ никогаш нема да дозволи да пропадне оној кој искрено се кае му се моли. Веднаш ќе испружи рака на помош. Тоа го искусиле и постојано го доживуваат милиони грешници кои се каат, од кои прв сум јас. Ние често се плашиме од закани таму каде што нема никакви закани. Се плашиме од привиденија демонски. Но кога ќе зацврстиме во верата и кога ќе воскликнеме со сето срце кон Господа да ни помогне, тогаш помошта нема да задоцни и ние ќе им одолееме на искушенијата. Кога Господ влегол во коработ, ветрот престанал. Коработ ја изобразува нашата душа, а ние со голема вера го исповедаме божеството на Исуса Христа. Секогаш кога ќе почувствуваме мир во душата по бурна страст, стивната со повикувањето на Неговото име. А и ти не плаши се. Бог не дојде да засади страв во луѓето, туку љубов. Прашање. Зошто некои луѓе извршуваат самоубиство? Одговор. Сум слушнал од многу несреќници, оддадени на пиење или паднати во очајание, среде некои тешки прилики, дека злобниот демон наметливо им шепоти: обеси се, или удави се, или застрелај се, или уби го тој и тој. О проклет непријателу, колку човечки христијански души си погубил во нашиот злосреќен век со насилна смрт преку твојата се погубна прелест. Виновни се оние што се прелестиле од твоите лукавства, но ти си 1000 пати повиновен и за сите што си ги погубил ќе добиеш плата од праведниот судија. Прашање. Како треба да се молиме? Одговор. Ништо не е невозможно за оној што верува и искрено се моли. Само реши се, цврсто реши се да ја оставиш својата злоба. Прашање. Може ли богатите да се спасат? Одговор. Богатите не треба да бидат без надеж во своето спасение, како и сиромашните. Треба само да го користат богатството за добро на себе и на ближните и да не го сметаат за свое, туку за Божјо добро, кој им е дадено не само за нив, туку и за другите, за оние кои заради болест или заради нешто друго не се во состојба да си набават неопходна храна, потребна облека или кров. Она што е тешко и невозможно за луѓето, лесно е за Бог. Бидејќи Бог може и богатиот да го направи милостив. И има многу богати кои навистина се милостиви. И богатиот може да биде полн со доблести и наследник на Царството Небесно, ако не и се спротивставува на волјата Божја и ако искрено ја исполнува. Најбогатите луѓе често се најскржави и најнемилосрдни. Меѓутоа, нема сега да ги осудуваме богатите, кои често прават и многу добри дела. Туку подобро е секој од нас да се сврти сам кон себе и да се прекори заради сластолюбието, користолюбието и закоравеноста на срцето. Прашање. Што значи да се љуби Бог? Како да се љуби Бог? Одговор. Како да се љуби Бог ни објасни Исус Христос. Он во Евангелието вели: кој ги има заповедите му и ги пази, тој е оној што ме љуби. А кој ме љуби мене, возлюбен ќе биде од мојот Отец. И јас ќе го возлюбам и ќе му се јавам сам. Евангелие според Јован, глава 14, стих 21. Значи, Бог го љуби оној кој во мислите и во срцето постојано ги има Божите заповеди и ги почитува. Од друга страна, Бог со сето срце го љуби оној кој со сето срце го мрази беззаконието, како што е речено: Тебе ти омиле правдата,
a omrzna беззаконието. Послание до Евреите, глава 1, стих 9. Бог со сето срце и ум го љуби оној кој постојано мисли за Бог како создател, промислител, спасител и судија свој и на овој свет. Постојано го повикува Бог, со сето срце му угодува, со сето срце му се моли дома или во храмот. А за време на молитвата не го одвлекуваат никакви животни грижи и воопшто земното. Тој најпрво го бара Царството Божјо, неговата правда. Евангелие според Матеј, глава 6, стих 33. Најпрво грижете се за спасението на својата душа и за душата на своите ближни. Во секое дело треба да се сеќаваме на Бога и заради Него се да правиме понизно, честно и верно. Ете кој го сака Бога со сето срце. Дали и ние така живееме и постапуваме? Го љубиме ли така Бог кој ни дава живот и со животот се што е потребно за живот и за уживање, кој не спасил и не спасува од гревот, проклетството и смртта, кој е наше дишење, светлина и сила? Како да не одиме по Тебе, најсладок Исусе, наш вечен животу, дишење наше, светлино наша, радост и блаженство наше? Кој оди по Тебе неповратно и овде го предвкусува небесното блаженство и сигурно го наследува вечното блаженство со Тебе. Оваа вистина е неизменлива, сесрдна и секому му паѓа во очи со својата очигледност. И љубовта кон Бог се заснова на љубовта кон ближните, а без љубов кон ближните невозможно е да се љуби Бог, зашто кој не го љуби братот свој, кого го гледа, како може да го љуби Бога, кого не го видел? Таа заповед ја имаме од Него. Кој го сака Бога, да го сака и братот свој. Прво послание Јованово, глава 4, стих 20. Вели Свети Јован Богослов. Што во овој свет може да го замени Христа? Ништо. Никаква ризница, никакви уживања, ниту утехи. Прашање. Какво влијание врз парохијаните има примерот на пастирот? Одговор. Познато е дека од начинот на живот на пастирот, од неговата грижа или немарност во исполнувањето на неговите високи и свети пастирски обврски, многу зависи вера или маловерие и самото неверие, како и животот и однесувањето на паствата. Според мислењето на народот, каков е тој, односно пастирот, таква е и парохијата. Ако пастирот е благочестив и добро поучува, побожна и богобојазлива е и паствата. Прашање. Врз што се заснова надежта на спасение? Одговор. Првите луѓе направиле бескрајна неправда пред Бога со престапот на човекот, кому од Бога му било дадено бескрајно многу дарови, бидејќи бил создаден според образот Божи. За да му благодари на Бога за сите дарови, од човекот се барало малку, само да не зема од плодовите на едно дрво. Од праведност требало на престапникот да му се одреди двојна казна, проклетство и вечна смрт. Но човекот бил измамен од ѓаволот и покрај тоа тој чувствувал кајање заради својата вина и затоа заслужувал сожалување. И ете, пред правдата на Бог Отецот посредува милосрдието на Бог Синот за помилување на престапниците. Прашање. Што е свадбата која царот ја прави на својот син? Одговор. Тоа е божествената литургија на која на верните не им се нуди заклано теле, туку самото јагне Божјо, заклано како жртва заради спасение на нас грешните, за да се наситиме со неговите пречисти тело и крв и за да се соединиме со него во најтесно соединување, да бидеме тело од телото негово и коска од коските негови. Тоа е свадбата на царскиот син, соединување на христијанските души со Христа во светата тајна причест. Тоа е свадба, вкусување, односно јадење и пиење на неговите тело и крв. Божествена, најсвета, небесна и обоготворувачка свадба. Ние, извршителите на страшната, небесна, бескрвна жртва, кога сме во храмот и кога служиме, секогаш ли сме во свадбена облека на чистота и душевно бестрастие?
Često i nije nemаме svadbena obleka, nitу побожни мисли на срцето. И често запаѓаме во нечисти страсти, а не во свадбена облека. Прашање. Потребна ли е смелост при исповедање на верата? Одговор. Зашто кој се срами од мене и од зборовите мои, во овој прелюбодеен и грешен род, и синот човечки ќе се срами од него кога ќе дојде во славата на својот Отец со светите ангели. Евангелие според Марко, глава 8, стих 38. Овде се зборува за неопходноста или смелоста и храброста при исповедањето на Христа, Синот Божи, за тоа дека не треба да се штеди својот живот заради Христа и за почитувањето на неговата волја, бидејќи ако некој смета дека е срам да го следи и да ги почитува неговите закони, или ако се срами да ги почитува одлуките на неговата црква заради угодување на светот, на телото и на ѓаволот, и тој нема да биде признаен за свој од Синот Божи при второто доаѓање на страшниот суд. Страшни зборови, браќа и сестри. Прашање. Кој е лукав и мрзлив слуга? Одговор. Мрзливиот слуга ништо не направил за време на отсуството на својот господар, а кога тој се вратил му одговорил дрско, нарекувајќи го жесток човек, кој жнее каде што не посел и собира каде што не вел. Браќа, не зборуваат ли така сите мрзливи, лоши, неверни христијани, кои за оправдување на својата непрослива мрзливост, за грижење за доброто и за образованието на себе во духот на христијанската вера, ја обвинуваат верата, црквата или дури и Господ, нарекувајќи ги заповедите на верата тешки, скоро неостварливи, а благиот Господ се осмелуваат да го наречат некаков строг немилосрдник, кој бара скоро невозможно. Но евеа за него и за сличните на него осудата на праведниот судија. Лукав и мрзлив слуго, ти знаеш дека жнеам каде што не сум сеел и собирам каде што не сум веел. Затоа требаше моето сребро да го дадеш на трговците, па кога јас ќе дојдам, ќе си го приберам своето со добивка. Евангелие според Матеј, глава 25, стихови 26 и 27. Како Господ да не бара од христијаните добивка, односно множување на добрите дела, кога им ги дал на помош сите ризници на својата седејствена благодат? Лошиот слуга фрлете го во крајна темнина, таму ќе биде плач и крцкање со заби. Евангелие според Матеј, глава 25, стих 30. Браќа, страв ја обзема душата кога ќе помислиме дека меѓу христијаните има многу мрзливи слуги, кои живеат безгрижно, во задоволства и воопшто не помислуваат на онаа страшна, вечна, најкрајна темнина, каде што ги очекува постојан плач и крцкање со заби. Господи, нека биде волјата Твоја со нас. Ти се молиме сите мрзливи слуги да се обратат кон Тебе во покаяние и доблести, а ако не, тогаш навистина се достојни за Твојот страшен, но праведен суд. Прашање. Кој е најголемото чудо? Одговор. Ја гледам владевината на Бог над сета вселена, над живите и над мртвите, над пеколот се погубен. Но она што посебно пријатно ме восхитува е тоа што Он, грешниците, верниците и оние кои искрено се каат, ги избавува од безбројните прегрешенија, како блудницата, како цариникот, како разбойникот, и ги управува на спасоносниот пат кој води во вечен живот, и од праведното проклетство, од вечните маки ги спасува и грешниците ги претвора во праведници. Тоа е најголемото чудо од сите. Прашање. Колку е големо делото на апостолите и на нивните преемници? Одговор. Те правам свој соработник, биди ловец на луѓе. Проповедај им го словото за Царството Божјо, за отфрлање на бремето на гревот преку покаяние, за милосрдието и за простувањето на покајниците, за помирувањето со Бога. Еве што значи зборовите на Спасителот кон Петар. Затоа почитувајте го возвишениот апостолски повик и повикот на апостолските преемци, архиереите, свештениците и ѓаконите. Тие се наши пастири и учители, Божи соработници. Нивно најважно дело е да ги спасуваат човечките души од гревот и од вечната пропаст,
да ги просветуваат со светлината на Евангелието Христово, да ги насочуваат на патот на доблестите, да ги раководат кон вечната татковина. Почитувајте ги, молете се за нив, правилно да управуваат со зборовите на вистината, Господ да ги облече во правда и светлина, и имајте голема љубов кон нив заради нивното дело. Сега се забележува заладеност кон пастирите. Тоа е лош знак на денешницата. Прашање. Се барали од христијаните да остават се што е светско? Одговор. Да се угледаме на апостолите во она што можеме. Тие оставиле се и тргнале по Господа. Да ги оставиме и ние, не велам сите, и домот, и имотот, и роднините. Ова не се бара од сите, но да го оставиме гревот, своите страсти. О, колку многу гревови има во нас, тоа погубно ѓаволско семе, проклето семе која загушува Божјата пченица. Ние, нашите души, сме пченица Божја, бидејќи сме создадени според слика и прилика Божја. Прашање. Што е љубов кон човекот? Одговор. Со сите постапувај така како што сакаш да постапуваат со тебе. Искрено почитувај го и сакај го секого. Од душа биди добронамерен кон секого. Жали ги оние што грешат. Сочувствувај во несреќата, во тагата, во неволјата, загубата и сиромаштијата на ближниот. Користи прилика некому да направиш добро. Радувај се со оние што се радуваат и плачи со оние што плачат. За никого не мисли лошо без оправдана причина, а за сите мисли добро. Не чувај во душата непријателство, злоба или завист и недобронамерност. Не понижувај и не презирај никого во својата душа поради било какви недостатоци и грешки, туку секого и се покривај со љубов и со сожалување. На грешниците гледај како на немоќни, како на душевно болни. Не враќај зло за зло, туку добро за зло. И ќе ја исполниш Христовата заповед и ќе бидеш овенчан од него со неминлив венец на правдата и на вечен живот. Прашање. Во што е возвишена побудата да постапуваме со љубов еден кон друг? Одговор. Во сликата и прилика Божја, според која е создаден човекот, и во тоа што сме чеда на единиот Отец Небесен, делови Христови, овци на едното словесно стадо Негово. Јадеме од едниот животворен леб Христов. Од една чаша ја пиеме Неговата божествена крв, исполнети со едниот свет дух, чекаме едно неминливо, вечно наследство. Еве ја побудата, едни на други да се обраќаме искрено и со љубов. Прашање. Можно ли е да се љубат своите непријатели? Одговор. Но вие љубете ги непријателите своји, вели Господ. Евангелие според Матеј, глава 5, стих 44. И чинете добро, и назаем давајте не очекувајќи ништо. Така ќе биде голема наградата ваша и ќе бидете синови на Севишниот. Зашто и он е добар кон неблагодарните и кон лошите. Евангелие според Лука, глава 6, стих 35. Вака изгледа дека е тешко делото што ни го пропишува нашиот Спасител, заповедајќи ни да ги љубиме своите непријатели и да им правиме добро. Развратното човечко срце ќе рече, тоа е невозможно, тоа е спротивно на природата и на здравиот разум. Ова е тешко дело, но само за развратното срце, необновено и непоткрепено со благодат. Но за срце препородено со благодат, ова е лесно дело, бидејќи Господ во се им помага на оние што веруваат. А ние во животите на светите гледаме многу примери за тоа. Но кому да му се дава назаем, не надевајќи се на ништо? На сиромасите, неспособни за плаќање, за кои враќањето на долгот е многу тешко, а често и невозможно. А имотните луѓе треба задолжително да си го враќаат долгот и заемодавачите воопшто не грешат кога бараат праќање на долгот на чесен начин или преку суд. Воспротивно би било штетно попуштањето на несовесните луѓе, кои мислат дека е лесно да се збогатиш на туѓа сметка. Прашање. Можна ли е злоупотреба на Божјото милосрдие? Одговор. Грешници, да не го злоупотребуваме Божјото милосрдие, додавајќи грев врз грев, упорно останувајќи во едни исти гревови многу години,
туку да поитаме и да се покаеме, да ги победиме со Божјата благодат, нашите зли наклонетости и навики, и да му принесеме на Господа плодови достојни за покаяние. Прашање. Можеме ли да го видиме Господа? Одговор. Слушам дека многу христијани понекогаш велат: колку би сакале и ние да го видиме Господа, да го допреме, да го слушнеме, да добиеме од Него исцеление. Велат, ние сме лишени од гледањето со Него лице в лице. Он сега не прави меѓу нас чуда какви што правел тогаш. На ова им одговарам и вам ви велам: бидете спокојни. Господ и сега е со нас и прави големи чуда, иако сепак не на видлив начин, како во времето на апостолите, туку на друг начин, во вид на светата причест со своето тело и со крвта, или во вид на таинствен леп и вино, како и во своите свети икони и во светиот крст, или невидливо со посредство на молитва и вера. Впрочем, самиот Господ ги нарекува блажени оние кои не го видоа, а поверуваа. Евангелие според Јован, глава 20, стих 29. Сушност, колку прекрасно чудо е тоа! Во тајната причест Господ целиот суштински се наоѓа со божеството и со човештвото и постојано твори прекрасни чуда со сите кои вистински се причестиле. Ги воскреснува душите умртвени од гревовите, воспоставува мир во душите, исцелува, очистува, ги осветува душите и телата, утешува, закрепнува, обновува, воопшто прави чудесни промени во човекот, не привидно, туку вистинито, допирливо. Колкаво е блаженството на оние што веруваат во Господа. Прашање. Какви чуда прави Господ сега? Одговор. А од каков дар Божи се лишени сега сите кои искрено веруваат во Господа? Какви чуда не прават и сега во нас Господ и пречистата Негова мајка Богородица Дева? Навистина, сега се многу ретки чудните воскресени од мртвите, односно воскресение на телото од смртта. Но затоа, постојано во душите на оние што веруваат, се случуваат чудни воскресенија од духовната смрт, кога Господ воскреснува постојано, секојдневно. А тоа е 1000 пати поважно од воскресението на телото, или, што зборувам јас 1000 пати, толку е поважно колку што душата е поважна од телото. Телото како да е облека на душата, бидејќи душата е жива икона Божја и е бесмртна, иако и на телото му е предодредено воскресение во последниот ден. По воскресението на Господ од мртвите, смртта на телото останала привремен сон. Прашање. Кои се патиштата на благодатта? Одговор. Верата и покаянието пред Бог. Но воскреснувајќи по благодат, внимавај да не умреш повторно. Цени го големиот дар Божи, дарот на очистување, освежување, оживување, воскреснување на твојата душа умртвена од гревот. Не гази ги ризниците на благодатта и милоста Божја, за да не умреш за навек. Со молитва и со покаяние одржувај го постојаното општење со благодатта. Причестувај се почесто со источникот на животот, пречистите и животворни тајни. Тие го прават најголемото чудо на обновување и оживотворување на душите што умираат во гревовите. Победија привлечноста на гревот. Еве Господ со својата благодат се допира до нашето срце преку Словото Божјо проповедано во црквата, или преку добар совет од ближните, или преку добри мисли што ги испраќа во нашата душа помрачена со гревови, или се допира до нашето грешно тело со некоја болест, или не посетува со некакви загуби, например со загуба на ближни и роднини, со загуба на имотот, или ни се заканува со блиска опасност од ненадеж да го загубиме својот живот на копно или на море, или со нешто друго влијае благодатно за нашата душа. Еве токму тоа чудо се случува, многу слично со она што се случувало со мртвиот син на наинската вдовица. Мртовецот стана и седна, односно станува нашата душа од гревовниот сон и почнува да ги кажува зборовите на спасение и почнува да зборува. И Господ ја дава нашата душа, воскресната од духовната смрт, на мајката неизина, односно на Светата Црква, која е наша мајка, за духовно воспитување и неизино раководење кон идниот живот. Евангелие според Лука, глава 7, стих 15. Прашање.
Од што потекнуваат нашите неволји? Одговор. Од нашите гребови. Очигледно дека над нас виси жезлот на татковското правосудство. Бог воспитно не укорува со нерод, пожари, поплави, исцрпувачки војни, погубни зарази и болести. Но се вразумуваме ли ние, се покајуваме ли, се исправаме ли? Нели сме закоравени, нели се нашите срца сосема тврди? Боже, чувај, а каде ќе биде царството Божјо на земјата, ако не во христијаните што се нарекуваат православни? Во земјата на православието, каде што има толку многу скапоцени залози на православната светиња, толку свети мошти на Божји угодници, толку чудотворни икони, толку прекрасни храмови, каде што служењето на земјата е толку небесно. Или ни се одзема царството Божјо и ќе му се даде на народот кој ги донесува неговите плодови. Евангелие според Матеј, глава 21, стих 43. О, да не се посрамиме довека, Господ да не исправи со казнена палка и да не лиши од својата милост и од царството свое. Прашање. Каква е судбината на богатите? Одговор. Судбината на богатите е ужасна. Меѓутоа овде, на земјата, нивната судбина често е завидна. Нивната чаша е полна со се, до смртта, а повод за уживање и раскош има секој ден. Но каква им е душата, односно душата на богатите со немилосрдни и тврди срца? Дали таа е според волјата на Бог? Има ли во неа Божја благодат, тоа вистинско богатство на христијанските души? Има ли жива вера, има ли надеж христијанска, потпирач во неволите, полишувањата, искушенијата и болестите? Ја има ли христијанската љубов која ги љуби сите, со сите сочувствува, кон секого е милосрдна? Нема. Каде што има пристрасност кон минливите добра, таму нема место за неминливата небесна доблест, таму нема место за Божјата благодат. Прашање. Вечни ли се маките? Одговор. Освен тоа, меѓу вас и нас постои голема провалија, така што оние кои би сакале да дојдат при вас не можат, а исто така и оние оттаму при нас. Евангелие според Лука, глава 16, стих 26. Тоа е ужасна несреќа. За непокаениот грешник нема никаква надеж да премине од пеколот во рајот, па ниту праведниците не можат да им помогнат на непокаените. Секое заедничарење, секоја помош престанува, страшна немоќ. Многу луѓе и сега не веруваат во пеколни маки по смртта. Тие го мислат и говорат истото што го мислел и говорил во свое време богатиот и раскошен веселник. Кој бил таму да ни каже дека постојат пеколни маки? Нема маки, овде е крајот на сите уживања и маки. Во смртта нема ништо, празнословат тие. И сега многумина би сакале некој да воскресне од мртвите и да посведочи дека постои страшно место на мачење на грешниците. Тие не му веруваат на Господ, Спасителот, кој ни сведочи за тоа во Евангелието. Не им веруваат на апостолите, на светите богоносни оци и вообразуваат дека би поверувале на воскреснат мртовец. Но тоа е невозможно. И воскреснатиот тие би го сметале за привидение, за вообразба или пак не би поверувале. Браќа, читајте го Словото Божјо, слушајте, умудрувајте се и спасувајте се. Евангелието е Слово на Бог и ниту една буква, ниту една црта нема да исчезне од него. Се ќе се случи. Непокаените грешници ќе бидат во пламен, во маки, во ужасни маки, без надеж да престанат. Кој има уши нека чуе и нека поита да се исправи, бидејќи смртта секому е близу, а заедно со неа и судот. И како што им е на луѓето определено да умрат еднаш, а потоа суд. Послание на светиот апостол Павле до евреите, глава 9, стих 27. Но што слушам од тие безработници? Многумина од нив не веруваат дека по смртта ќе има толку страшни маки, а дека нивните ѓаволи ќе поминат туку така, дека Божен по смртта нема да има ништо. Не, пријатели, не лажете се. Бог нема ми во своите закани и ветувања. Од никогаш немало лаги во устата на Господа. Многу негови свети зборови сосема се исполниле. Ке се исполнат и другите. Секое дрво што не дава добар плод, се сече и се фрла во оган. Евангелие според Матеј, глава 3, стих 10.
А кој е ова неплодно дрво? Грешникот кој живее непокајано. А тој оган не е нашиот, земниот, слаб, туку пеколен оган, 1000 пати поврел. Бидејќи се тамошно, неспоредливо надминува се овдешно. Овдешниот оган во споредба со пеколниот е само сенка. Ке речете, тоа е ужасно. Да, ужасно е. Токму од таквиот ужасен оган, од таквите ужасни маки, дошол да не спаси Синот Божи. Прашање. Има ли добри богаташи? Одговор. Богатството го возгордува срцето на човекот, кој неблагодарно го користи, го прави тврдокорен. Тој почнува да ги презира другите луѓе, по се слични нему. Не го препознава во него својот брат. Смета дека тој е малку подобар од животните, бидејќи тој животните ги гали и ги храни, а од сиромашниот човек се гнаси и му ги скратува дури и своите ронки. И покрај тоа, покрај гордоста и закоравеноста на срцето на богатиот, тој има голем углед кај многумина, иако секако неискрен. Нему му ласкаат, го величаат заради неговиот весел карактер, затоа што умее да живее, затоа што има истенчен вкус, затоа што се облекува со вкус, затоа што е умен и така натака. Но браќа, судот Божи не е исто што и човечкиот. Ова треба јас да го имам на ум пред сите, како оној кој често е изложен на закоравеност на срцето. Да се сеќавам на сите што страдаат од оваа болест, колку строго, неумоливо правосудство Божјо не очекува, заради тврдото срце кон сиромашните. Ако не се исправиме и ако не дојдеме при себе, и нас ке не фрли во оган и нема да имаме ниту најмала утеха во пеколниот оган. Секако има исклучоци меѓу богатите. Ги има добри, сожалливи, милостиви. Но тие се мал исклучок, сосема малку се такви. О, кога се тоа би го имале на ум, сите оние што Бог ги надарил со богатство, а особено сите скржави богати со закоравени срца, како и оние кои раскошно се веселат. О, кога, например, наместо на театарски представи, каде што се забавуваат со маскирана суета, ги посетат, макар и само за празници, болните и сиромашните, и покажат кон нив христијанско братско милосрдие. Со тоа би ги искупиле своите души од пеколниот оган. Но за нас е најобична работа лесно да трошиме пари за свое задоволство и со презир да поминуваме покрај сиромашните. Не велам дека треба да му се дава на секој сиромашен. Некои не сакајќи одбиваат од себе со своето однесување. Но меѓу недостојните има многу достојни, а не е наша работа строго да расудуваме за нив. Подобро е да си судиме за себе. А знаеме дека и сега богатите, заслепени од богатство и веселби во животот, не веруваат дека постои пекол и ја испиваат до дно чашата на веселие, угодувајќи си на себе си со се што можат. О, кога би се сетиле на ужасните вечни маки, би биле задоволни со парче леп, а се што имаат со радост би им давале на сиромашните, но не веруваат. Не ги слушаат ниту апостолите, ниту пророците, ниту Господ кој говори во Евангелието. До таа мерка се неверни и предадени на сегашниот свет. Велат, кој знае што ќе биде по смртта? Никој од таму не се вратил за да каже што има. Има ли маки или не? Ете кога некој од мртвите би воскреснал за да ни каже за тамошните маченици, ние би поверувале. Како и што зборуваш ти безумнику? На воскреснатиот мртовец би му поверувал, а на Господа, на самиот Господ, кој во Евангелието кажува што ќе биде со грешниците и со праведниците по смртта, не му веруваш. Па тоа ќе те чини пекол ако не се покаеш заради својата дрскост и заради своето неверие. Ако не му веруваш на Господа, ако не им веруваш на евангелистите и на апостолите кои ти ја кажуваат вистината преку Светиот Дух, тогаш секако нема да му веруваш ниту на некој воскреснат мртовец, ниту на родениот татко, ниту на братот, ниту на пријателот. Прашање. Што да правиме со пијаниците? Одговор. Кому од нас не му е познат сегашниот род на бесомаченици или пијаници? Кој не слушнал и кој не знае како тие, кога се оженети, ги злоставуваат и мачат своите сопруги, и ако имаат деца на несреќа, тогаш и нив. Под влијание на злите духови тие често дигаат рака на себе
или ги усмртуваат своите сопруги или деца со удари и злоставување? И што се не трпи една жена од пијаниот сопруг, како и децата од пијаниот татко? Во домот каде што има пијаница станува пекол, вистински пекол. Секој ден солзи. Пијаницата не може со ништо да се излекува, ако самиот одлучно не посака да го остави алкохолот и ако не му се обрати со сето срце за помош на Господа Исуса Христа, кој единствен со својата благодат може да излекува таа ужасна погибелна страст. Сум имал прилика да видам многу пијаници. Меѓу нив видов и многу кои потполно се исцелија со Христовата благодат, кон чија помош самите прибегнаа. Но сум видел, а и вие сте виделе, многумина кои пропаднаа завршувајќи ужасно, без покаяние, завршувајќи го животот со самоубиство. Тоа ми дава повод да им кажам совет на сите пијаници. Усрдно барајте помош од Спасителот, и Он сигурно ќе ве спаси и ќе истера од вас сета војска на нечисти духови која се населила во вас заради вашето невоздржување, невнимание за себе, заради мрзливоста и оддалеченоста од молитвата, заради маловерието и неверието, заради оддалечувањето од Бога и од црквата. Прашање. Има ли бесомаченици? Одговор. Сум видели вистински бесомаченици во кои се беа населиле нечистите духови и предизвикуваа во нив лудило, зборуваа преку нив страшни хули и бесрамни зборови. Сум видел како ужасно фрлаа еден несрекник од агол во агол или го принудуваа да се качува под зид и слично. Таквиот, се согласувам со апостолот, Бог го предал на сатаната за мачење на неговото тело, та духот негов да биде спасен. Прво послание до Коринтијаните, глава 5, стих 5. Но браќа, постои и друг вид на бесомаченици. Тоа се злобните луѓе, раздразливи и гневни. Сте видели ли гневни, лути, злобни луѓе? Колку се грди во гневот, колку станува грдо нивното лице, колку блескаат нивните очи, како кај крволочни зверови во кои се видливи злобата и гневот. Сите ние некогаш сме раздразливи, сите понекогаш сме гневни, и затоа сите во покаяние треба да бараме од Бога дух на кротост, смирение и трпение. Упорното неверие кај злите духови е вистинска бесомачност, затоа што се стреми спротивно на вистината, наспроти Божјото откровение. Господ дошол на земјата токму за да ги разори делата на ѓаволот и за да го спаси човекот од неговото насилство. Ако го нема ѓаволот, тогаш нема ниту христијанство. Тогаш доаѓањето на Синот Божи во светот не би било потребно, но тоа е бесмислено. И нашето искуство, и здравиот разум, и житијата на светителите, и историјата на сите народи не уверуваат во постоењето на злите духови. Прашање. Безгранична ли е власта на злите духови над луѓето? Одговор. Не е. Голема е власта на Господа на злите духови. Тие можат да ги извршуваат своите пакости во луѓето толку колку што Господ ќе им дозволи. Повеќе од тоа не можат. Ниту над животните тие немаат никаква власт, ако Господ не им дозволи да влезат во нив и да ги мачат. Тоа се гледа оттаму што злите духови бараат дозвола од Господа за да влезат во свињите, што им беше дозволено. И штом он им дозволи да влезат во свињите, целото крдо се фрли во морето и се удави. Кога таква власт над луѓето би им била дадена на злите духови, тие за неколку часа, но што зборувам, за неколку минути би го погубиле целиот човечки род од злобата кон него, која им е својствена. Но Господ задржува, бидејќи на неговата моќ со страх му се покорува целото темно сатанско царство. Прашање. Што значи незнаењето на своите гревови? Одговор. Ти не ја чувствуваш твојата смрдеа, вели Златоуст. Тоа е последен степен на болеста. Тоа значи дека твојата болест е неисцелива, дека таа е многу полоша од болеста на оние чие тело се распаѓа и шири тешка смрдеа. Оваа последна болест ни дава да почувствуваме дека страдаме и не заслужува никаква осуда, дури е достојна за сожалување, но првата е достојна за одвратност и за маки. Прашање. Помага ли храмот да се очистиме од гревовите? Одговор.
Господ е со нас во светиот храм и ги прима нашите молитви, нашето покаяние, нашето славословие и благодарење и ја покажува на нас својата милост, избавување од гревовите и тагите, не просветува, не очистува и ни дава утеха на сите кои со искрена вера го молиме и прибегнуваме кон Него. Овде, во храмот, ние можеме особено срдечно да го допираме со нашата вера, како некогаш жената која страдаше од спомнатата болест. Еве јас се допирам до светиот престол. И чудна работа. Одеднаш ја чувствувам животворната, спасоносна сила, која исходи од оној кој невидливо седи на престолот. Се исцелувам од сите касања на невидливите змии, се избавувам од сите неволји, од сите гревовни тешкотии и добивам мир, слобода, смелост и душевна сила. Он е тука, Господ и Бог мој. Прашање. Потребно ли е на облагодатената душа вежбање во побожност? Одговор. И на душата оживотворена со благодат исто така е потребна душевна храна. Молитва, читање и слушање на Словото Божјо, правење добри дела. Инаку таа пак може да умре. Прашање. Кој ни е ближен? Одговор. Ближен треба да го сметаме секој човек, кој да е, макар и непријател, а особено кога му е потребна помош. Заради стекнување на вечен живот треба да се почитуваат двете најважни заповеди: љубов кон Бог со сето срце и кон ближните. Да се љуби ближниот како себе си, значи да се почитува како себе си, ако тој сепак е достоен за тоа. Да не се мисли за него недостојно и ниско, а тој не дал повод за такво нешто, да не се чувствува кон него никаква злоба, да не му се завидува, туку секогаш да се биде добронамерен, да се биде толерантен кон неговите недостатоци и слабости, да се покриваат неговите гревови со љубов, како што сакаме другите да ги толерираат нашите недостатоци. Однесувајте се еден кон друг со љубов, вели апостолот. Не враќајте зло за зло или хула за хула. Прво послание на свети апостол Петар, глава 3, стих 9. Љубете ги непријателите своји, благословувајте ги оние што ве колнат, правете им добро на оние што ве мразат. Евангелие според Матеј, глава 5, стих 44. Ако непријателот твој е гладен, нахрани го. Ако е жеден, напој го. Послание до Римјаните, глава 12, стих 20. Да се љуби ближниот како себе си, значи да се моли за живите и за мртвите, за роднините, за познатите и непознатите, за пријателите и за непријателите, сеедно, како за себе си, и да им се посакува само добро и спасение на душата, колку и на себе си. Прашање. Можеме ли да ги љубиме луѓето од друга вера? Одговор. Единствениот учител на вистината, Исус Христос, вели дека треба да се љуби секој човек, без разлика на верата и на вероисповедта, на нацијата или на потеклото, без разлика на сталежот, на богатството и на сиромаштвото, на здравието или на болеста на човекот, на убавината или на грдотијата на лицето, и за тоа ја раскажал приказната за човекот кој западнал меѓу разбойници. Укажувај милост секому, ако навистина има потреба од неа, не гледајќи кој е кој. Јас ве прашувам во име на Господа Бога, љубени браќа и сестри, имате ли волја за исполнување на заповедта на нашиот Господ Исус Христос за милосрдие кон ближниот? Нели многумина од вас ја заборавија оваа заповед? Прашање. Богоугодна ли е секоја љубов кон роднините? Одговор. Настојувајте да се доближите кон единиот Бог со сето срце, како кон извор на животот и на секое добро, и повеќе од него не љубете никого или ништо, бидејќи пристрасноста кон работите е идолопоклонство, па дури и страсната љубов кон ближните е неправда пред Бога. Господ вели, кој милува татко или мајка повеќе од мене, не е достоен за мене. Евангелие според Матеј, глава 10, стих 37. А ако не го љубиме Бог ниту ближните, тогаш зошто да ни се дава вечен живот, што да правиме во него? Вечниот живот е царство на љубов, бидејќи Господ е љубов. Бог е љубов. Прво послание на свети апостол Јован, глава 4, стих 8.
Таа е добра за нас тогаш кога го љубиме Бог, а во него и ближните, бидејќи наше блаженство е да го љубиме Бог и оние кои Он ни заповеда да ги љубиме. Прашање. Зошто Бог го оттргнува грешникот од своето лице? Одговор. Неподнослива казна за човек кој не го љуби Бог би била кога Он би го оставил да го гледа со своите очи. 1000 пати е поутешно за грешникот да се оддалечи од лицето Божјо и воздивнувајќи да ја оплакува својата неразумност, својата неблагодарност, својата нељубов кон Бог добротворот, далеку од него, во вечниот мрак на пеколот. Прашање. Треба ли да се грижиме за иднината? Одговор. Не треба да се грижиме за иднината. Ние го имаме Отецот Небесен кој се грижи за нас, кој знае што ни е потребно и кому му е угодно од него да бараме леп насушен, кој сака нашето срце да му биде верно исклучително нему. Прашање. Што ни припаѓа од овој свет? Одговор. Нашето крајно самолюбие е во тоа што своето материјално добро сме навикнати да го сметаме за исклучително свое. Многу велат. Моето е само за мене и за никој друг, тоа не е за другите. О самолюбие, о гордост, о закоравеност на срцето. Што значи научната просветеност без христијанска љубов? Ништо. Мудроста од овој свет е безумство пред Бога. Прво послание до Коринтијаните, глава 3, стих 19. Смири се уму пред учењето на Евангелието и пред сиромаштвото Христово. Симни се од својот пиедестал. Застани малку пониско. Приди им на сиромашните, кои Христос не се срами да ги нарече своји браќа, и пода им рака на помош. Прашање. Каде да бараме оживување на нашите души, мир и радост? Одговор. Исус Христос постојано не оживува, само Он и никој друг. Очигледно е дека Он е животодавец. Од нашите гревови секогаш не спасува само Он и никој друг. Очигледно е дека Он е Спасител. Искрената срдечна вера во Него е мир и сладост на нашето срце. Неговиот јарем за нашите души секогаш е многу благ и Неговото бреме е многу лесно. Евангелие според Матеј, глава 11, стих 30. Секогаш би носел на себе таков јарем и такво бреме. Очигледно е дека Он е наш Бог, кој како птица не носи под своите крилја. Прашање. Може ли да се работи на празници и да се нарушуваат постите? Одговор. Сега многу христијани сметаат дека е грев да работаат нешто за празниците, например некоја неопходна работа, но не сметаат дека е грев да му завидуваат на ближниот, да се скарани, да се осветуваат или да се опиваат. Или сметаат дека е грев да јадат мрсно во постните денови, дури и од телесна изнемоштеност, а без грижа на совеста го презираат и го осудуваат ближниот. Например, ги навредуваат или ги мамат познаниците, не мерат точно, се предаваат на телесна нечистотија. О лицемерие, о несваќање на Христовиот дух, дух на христијанската вера. Зарем нашиот Господ Бог не бара од нас пред се внатрешна чистота, кротост и смирение? Прашање. Како да се ослободиме од ѓаволските сплетки? Одговор. Човекот би сакал да се исправи, да полета горе кон Бог, да се воздигне над животните пристрасти, да се исполни со мир и радост во Светиот Дух и не може без посебната Божја благодат. Се чувствува врзан одвнатре, забележува во душата дека е вплетен во ѓаволските мрежи, како невидливата зла сила да ставила усти на него и како да седи на него јава како на коњ. Со еден збор, човекот станува роб, затвореник и товарно животно на непријателот. Меѓутоа, ова се случува со оние што се ретко во храмот и што без смирение учествуваат во богослужбите, а богомолците ги победуваат невидливите непријатели и ги изгонуваат помислите кои тие ги побудуваат во нив, бидејќи благодатта е посилна од сите демонски сплетки. Прашање. Има ли се уште време за спасение? Одговор. Што ако можеби и за нас Господ веќе изрекол својата праведна пресуда
и сега никој од поканетите нема да вкуси од вечерата моја. Евангелие според Лука, глава 14, стих 24. Ужасно. Сепак, се уште има време да дојдеме при себе и да се исправиме. Се уште вратите на покаянието се отворени. Се уште можеме да ја оставиме пристрасноста кон светските задоволства, иако со текот на времето тоа ќе станува се потешко и потешко. И се уште можеме да се ослободиме од расеаноста и да се сконцентрираме на својата душа и на нејзината вечна судбина. Да побрзаме. Прашање. Ке се спасат ли оние кои се христијани само по име? Одговор. Има малку луѓе кои не се од светот. Евангелие според Јован, глава 17, стих 14. Кои трпеливо одат кон небесната татковина, но нив светот ги замразил и на нив гледа со презир. Па што тогаш? Нив ги љуби Отецот небесен, неговиот единороден син и животворниот дух. Нив ги љубат ангелите и светите луѓе, небожителите. Но на многу од нас ке ни речат: вие бевте христијани само на изглед, а не според делата. Вие одевте во храмовите примајќи ја светата тајна, а своето срце не го исправивте. Знаевте само за својата волја и не се грижевте од искуство да познаете која е добра, угодна и совршена волја Божја. Послание до Римјаните, глава 12, стих 2. Пред вашите очи беа Божите заповеди, а вие не ги почитувавте. Ве повикуваа во небесната ложница, не еднаш, не два пати, туку многу пати, а вие одбивавте и наоѓавте изговори. Сега се е завршено. Судот за вас одамна е напишан. Примете го од праведниот судија. Одете од мене проклети во оган вечен, кој е подготвен за ѓаволот и за неговите ангели. Прашање. Зошто жената пречи на спасението на душата на мажот? Одговор. Затоа што женетиот се грижи за световни работи, како да ја угоди на жената. Прво послание до Коринтијаните, глава 7, стих 33. А не на Господа. Оженетиот ја врзува својата волја за волјата на својата сопруга. А каква е таа? Па искуството вели дека волјата на сопругата често е спротивна од волјата на сопругот и од волјата Божја. Повелете, угодувајте и на својата сакана сопруга и од љубов кон неа нарушувајте ги Божите заповеди. Повелете, заедно со неа испијте чашата на земната суета и одбијте го повикот на вечерата Божја. Но не, ако не сакате со неа да изслужите на суетата и да ја губите својата душа, тогаш таа ќе ве лиши од својата љубов и ќе почнат кавги и раздори. Ах, колку многу има оженети кои навистина се принудени да му кажат на Господа, кој не повикува во своето вечно царство: се оженив и затоа не можам да дојдам. Не можам да дојдам затоа што морам да ја угодувам на жената, на незините желби и барања, кои за мене се претворија во закон. Во тој случај не треба ли да не се жениме, ке речат некои. Не, никој не го вели тоа. Не сите го примаат овој збор, а само оние на кои им е дадено. Кој може да прими, нека прими. Евангелие според Матеј, глава 19, стихови 11 и 12. Угодувај на жената, но не во она што му штети на спасението на твојата душа. Не во она што е спротивно на волјата Божја. Како глава на жената, погрижи се да бидеш над барањата на жената и самиот управувај ја кон горниот свет, а не кон земниот. Прашање. Каква молитва ни е најпотребна? Одговор. Бидејќи сите ние сме внатрешно лепрозни, тогаш како 10 лепрозни, сите да повикаме со силен глас од душа: Исусе, наставниче, смилувај се. Евангелие според Лука, глава 17, стих 13. Господи, помилуј, и постојано тајно да повикуваме: Господи, помилуј. Да, оваа молитва за сите нас е неопходна како дишењето, како храната. Како што лепрозните кои застанале подалеку повикале кон Спасителот, така и ние кои во Исуса Христа познавме повеќе од Учител, го познавме самиот Господ на небото и на земјата, да повикаме кон Него: Господи, помилуј.
Значи тоа е глас на виновни грешници, достојни за секаква казна за гревовите. И еве, ние секојдневно и често го молиме Господа да не помилува, да не очисти од лепрата на гревови на кои сите сме подложени. Ах, колку му е угодно на Господа кога секој од нас ке стане свесен за своите гревови и ги чувствува, често со намера да се поправи и срдечно да бара помилување од Бога. Но за жал, многумина се заразени со скаменета нечувствителност на гревовите и не сакаат или не умеат, како лепрозните, од се срце да повикаат кон Господа. Исусе, помилуј ме. Викајте, повикувајте кон Господа, браќа мои, и во храмот, и на пат, и во своите домови, и секаде, при секоја работа, повикувајте срдечно. Господи, помилуј ме грешниот. Прашање. Колку често треба да се исповедуваме и да се причестуваме? Одговор. Секој од нас треба да се грижи за своето спасение и да не ја запушта својата духовна лепра. Не треба да се одложува покајанието на повеќе денови, кои можат да се прекинат, ако не денес, тогаш утре. Секој ден треба тајно да се каеме пред Бог, да молиме за прошка и барем еднаш годишно да ја покажеме сета своја лепрозност. Тоа е едната, а еве ја другата обврска за нас. Кога по молитвата на покаяние или по светата тајна исповед, ќе почувствуваме дека нашата душевна лепра е исцелена и дека поминала, и дека сме станале здрави во душата, треба за тоа да му бидеме благодарни на нашиот Спасител, кој сега не лекува постојано, и од чувството на благодарност и од почит кон правдата, уиднина да се чуваме од гревови и од сопки. Ова чувство на благодарност и страв од грев ќе го придобие добродетелот да прави поголеми добродетелства во иднина, а душата ќе ни ја омекне. Прашање. Може ли да се спаси јалчниот богаташ? Одговор. Кога богатото момче управник заминал од кај Господ нажалено, и Господ рекол дека е тешко за оние кои се надеваат во богатството да влезат во Царството Небесно, тогаш Господовите ученици го прашале со чудење својот учител, кој тогаш може да се спаси? Он им рекол, неможното за луѓето е можно за Бога. Евангелие според Лука, глава 18, стих 27. Тоа значи дека Бог со својата благодат може да му го омекне и излекува срцето на алчниот богаташ, да му ги просвети очите на срцето, заслепени со користолюбие, убедливо да им ја представи на неговите очи на умот минливоста и ништожноста на земното богатство и неспоредливата убавина и сладост на добрините на небесното царство, кои тој може да ги стекне во замена за земните добра. И невозможното за него станува можно. Он дарежливо ќе им дава милостиња на сиромашните, за кои од порано не се гришал. Ке напредува во секоја доблест, ке влегува од сила во сила и така ќе се удостои за вечен живот. Прашање. Зошто познанието на своите гревови го спасило ерихонскиот слеп човек? Одговор. Блажен е оној што ја познава својата слепост и без одложување со сето срце неотстапно го моли Спасителот да го исцели. И оној што се кае заради своите претходни гревови и оној што со сета сила се труди да се поправи. Господ ќе погледне на неговата молитва, на неговите солзи, на неговиот труд и ќе го исцели од ужасната душевна слепост. Најголемо чудо, со еден збор, гледај, Господ го избавил човекот од слепоста, правејќи го неговиот вид совршено остар. Среќен е слепиот, блажен оној што не види и поверува, бидејќи верата го спаси. Прашање. Зошто многу научници не веруваат? Одговор. И научниците на местото на верата и на црквата го ставиле човечкиот разум, толку кратковит и помрачен со страсти, што едва го разбира она што е на земјата и тешко го наоѓа она што му е прирака. Соломонови изреки, глава 9, стих 16. А за она што е во духовното Божјо царство, ништо не знае. Тие веруваат во врзувањето и во муките на човечкиот разум, безпоговорно веруваат во неговите пронајдоци, иако таквите изнаоѓања многу често се очигледно погрешни. Не веруваат на Словото Божјо, зборуваат спротивно од него, ги отфрлаат очигледните вистини објавени во Словото Божјо.
Например, шестдневното создавање на светот со словото на Семокниот Бог и создавањето на човекот според образот Божи, безсмртноста на човечките души зад гробниот живот. Тие сметаат дека црквата е непотребна со своето божествено учење, богослужење, со светите тајни, со црковната иерархија и што уште не. Избави го Боже секој христијанин од таквото слепило. Таквото слепило често не може ниту да се исцели, затоа што учените слепци се заразени со неисцеливата гордост, која не им дозволува правилно да зборуваат за она што го тврдат. Ете такви биле и современиците книжевници на Исуса Христа, фарисеите и првосвештениците. О, кога тие учени луѓе би го стекнале смиреното убедување, до кое дошол еден древен мудрец, велејки за себе: јас знам дека ништо не знам. Прашање: како се извршува нашето спасение? Одговор: посланието на свети апостол Павле до ефескиот епископ Тимотеј го содржи следново: верни се и достојни за секакво примање зборовите дека Исус Христос дојде во светот да ги спаси грешниците, меѓу кои прв сум јас. Прво послание до свети апостол Тимотеј, глава 1, стих 15. Кога го читаме овој апостолски текст, сосема природно ни паѓа на ум прашањето: дојде ли Исус Христос за да ги спаси сите грешници? Да, сите кои веруваат, кои се покаяле и крстиле. Но без вера, без покаяние и крштение, ниту еден грешник нема да се спаси. Кој ќе поверува и се крсти, ќе биде спасен, а кој не поверува, ќе биде осуден. Евангелие според Марко, глава 16, стих 16. Секое дрво што не дава добар плод, се сече и се фрла во оган. Евангелие според Матеј, глава 3, стих 10. Господ на земјата основа црква и во неа ги внесе сите ризници на спасение и даде пастири и учители, извршители на богослужбите на светите тајни. Он ни го даде словото свое и спасоносните заповеди и ако ги почитуваме, сигурно ќе се спасиме. Покрај тоа ни даде и сила за да ги почитуваме. Не препороди со светото крштение, не освети и ни го подари Светиот Дух, кој не закрепнува во верата, надежта и љубовта. Ни подари покаяние и власт во црквата, да ги врзуваме и разрешуваме оние што се каат. Ни ги подари своите пречисти тело и крв како храна, осветување и обновување, и тајната или осветување за лекување на болестите на телото и на душата. Тоа се начин и средство за спасение на грешниците. Освен нив нема други начини. Значи, кој нема заедница со црквата, нема да се спаси. Прашање: можеме ли да се спасиме без труд? Одговор: браќа, ниту на Богочовекот не му беше лесно да не спаси од гревовите, проклетството и од смртта. Туку требаше според судот на Божјата правда да пострада и да умре за нас, и тоа да умре со најсрамната и најмачната, крстна смрт. Па како ние сега можеме да си замислуваме дека без труд и самоодрекување можеме да се спасиме од гревовите и да го наследиме вечното блаженство? Не можеме. Самиот Господ вели дека Царството Небесно насила се зема и подвижниците, односно упорните баратели, го стекнуваат. Евангелие според Матеј, глава 11, стих 12. Апостолите, мачениците и преподобните се спасиле со трпение и со самоодрекување до крст и смрт. Си замислуваме ли ние дека ќе се спасиме во разгаленост, мрзливост, раскош, закоравеност на срцето, земни задоволства, со самоугодување, а не со богоугодување? Не, браќа, Бог не позволува да биде поруган. Послание до Галатјаните, глава 6, стих 7. Каква потреба има Бог од зли и неверни слуги, од оние кои не го љубат, кога Он е најсвета правда и љубов? Он е свет и во светиите почива. Прашање: зошто не можеме да се спасиме без покаяние? Одговор: животот без покаяние е многу штетен за нашата душа. Душата на христијанинот кој не се кае или неискрено се кае, лесно станува плен на ѓаволот и тој се заплеткува во пеколните мрежи,
Таа не наоѓа душевно спокојство, туку залудно се бори и страда како заробеник од разни страсти и е многу близко до подземниот пекол, до вечните маки. Браќа, да се покаеме со сето срце, за сонцето на правдата Христос да заблеска во нашите срца, за на нашето срце да му се приближи Царството Небесно. Да се каеме постојано, секој ден и час пред очите на Бога кој се гледа. Постојано грешиме, постојано и да се каеме. Покајте се. Прашање. Зошто ги прогонувале и мачеле христијаните? Одговор. Да се сетиме што им предскажуваше Исус Христос на своите ученици. Он им ја предскажуваше омразата од светот, гонењата, ударите, насилната смрт. Зошто е така? Зошто светот толку непријателски ги примил своите просветители, преобразители, обновители? Затоа што бил прелюботворен и грешен и толку извртоперен, што злото го сметал за добро и за благосостојба, а доблеста за нечесност. И сите кои се обидувале да го поправаат и да го обновуваат, ги сметал за безбожници и попречители на јавниот мир. Светот спиел во гревови и немал намера да се буди. И еве, кога се појавиле луѓе кои почнале да го будат од сладкиот дремеш на гревот, кога апостолите почнале да ги разобличуваат заблудите на светот и да објавуваат ново учење, нов живот, нови правила на животот, покаяние, распнување на телото со неговите страсти, кога го допреле расипаниот свет во болните места, кога ја допреле темната и злобна власт на Велијар, односно на ѓаволот, кој слободно царувал на светот во текот на 1000 години, тогаш светот се разбудил од својот сон и се наоружал со сета злобна сила кон оние кои го разбудиле од тој сон, односно апостолите, кои застанале пред него со светлината на небесната вистина, затоа што за светот светлината на таа вистина била болест и почнал да ги прогонува како непријатели, како нарушители на јавниот ред и мир, како злосторници, како противници на кесаревата власт. И какви се клевети не биле подигнати на пратениците Господови. Прашање. Што може да послужи како доказ дека сме вистински христијани? Одговор. Нашата кроткост, кога не гонат, а ние поднесуваме, кога не укоруваат, а ние благословуваме, кога не хулат, а ние му се молиме на Бога за хулителите, да не им го смета за грев и да ги обрати нивните срца кон него. Станавме, вели апостолот, како сметилиште на овој свет, како отпад на сите луѓе. Прво послание до Коринтијаните, глава 4, стих 13. Зошто е така? Зошто апостолите, тоа злато Божјо, биле сметилиште, прашина за овој свет? Затоа што светот имал своји скапоценности, своји личности кои ги цени, богатството и богатите луѓе, благородното потекло, светската образованост, скапата облека и убаводотераните луѓе. Такви и слични на нив почитувал овој свет, а апостолите, па тие биле сиромашни, гладни, жедни, голи, немале светско образование. Зошто светот да ги почитува? И светот ги презирал и воопшто не ги ценел, само затоа што го немале она што му се допаѓало на расипаниот вкус на светот. Прашање. Кој управува со грешното човештво? Одговор. Во стариот човек живее, има свој престол, действува и управува сатаната. Сите ние сме грешни во љубовта кон себе си, кон своето јас. Зошто? Бидејќи има многу кои не знаат кој е тоа јас и срдечно му служат и му удоволуваат на неговите страсти. Тоа јас кое се претвора дека е наш искрен добронамерник и кое бара наше внимание, љубов и служење и кое ние толку многу го љубиме, е нашиот злобен непријател. Прашање. Каков треба да биде православниот пастир? Одговор. Во светот сите го бараат своето, а вие заборавајќи на себе, грижете се најмногу за другите и вечното добро на луѓето. Ставете го над својот живот. Проповедајте им на луѓето нешто ново и необично, а од вас се бара жив пример, кој ќе го следат оние чии наставници ќе бидете. Угледајте се на мене, појдете по мене, за да ги научите луѓето да го презираат долното, земното и да се стремат кон горното,
Должни сте претходно да ја оставите секоја животна грижа, да оставите се земно што му е драгоцено на обичниот телесен човек и да ги обратите вашите мисли и срца кон горната татковина и останатото време да го живеете исклучително заради спасение на човечките души, загубени во бездната на гревовите, од што нема ништо поскапоцено во светот, бидејќи јас слегов заради тоа и зедов обличје на слуга, заради спасение на слугите, и сакам да ја дадам мојата крв и душата моја за откуп на нив. Значи, појдете по мене, и јас ке ве направам ловци на луѓе. Евангелие според Матеј, глава 4, стих 19. Прашање. Што за нас треба да представува сиромавиот? Одговор. Зарем не го знаете учењето на Евангелието, дека сите сме едно тело и дека сите сме еден на друг делови од едното тело? И ако страда еден дел, со него страда целото тело. Ако не го сметаме сиромавиот за свој дел или брат, тогаш ниту црквата нема да не смета нас за свој делови, односно членови, и ќе бидеме одсечени од незиното тело како лоши делови, и ќе бидеме загубени како неверни. На последниот суд, светскиот судија ќе ни рече: бегајте од мене вие што правите незаконски дела, не ве познавам. Евангелие според Матеј, глава 7, стих 23. Прашање. Треба ли да падне со духот оној што паднал од немоќ? Одговор. Ако ни се случи да паднеме од немоќ, да не паѓаме со духот, туку повторно да станеме. Со солзи да го молиме Бога за благодат, да живееме внимателно, доблесно, да ги очистиме срцата и да го обновиме духот. Срце чисто создај во мене, Боже, и дух вистински обнови во утробата моја. Псалм 50, стих 10. Живејте побожно и подготвувајте се за причест за време на сите пости или барем за Великиот пост. Искрено и длабоко исповедувајте ги сите гревови и со вера и љубов причестувајте се со светите животворни тајни, по кои силата се обновува. Прашање. Какво е значењето на богослужението? Одговор. Богослужението е душа и сила на христијанинот, која го обновува целиот негов живот. За време на богослужението, кога Господ ветил дека ќе присуствува, првенствено меѓу оние кои се молат, се случува посебен препорот и обновување на верните. Во ова посебно време, ветрот дува каде што сака и гласот негов го слушаш, но не знаеш од каде иде на каде оди. Евангелие според Јован, глава 3, стих 8. Треба да се принудуваме да одиме во храмот и да се молиме, и постепено ќе ни се допадне богослужението. Ќе ни се појави желба да одиме во храмот, а молитвата ќе стане потреба на срцето, бидејќи во храмот, на богослужбите, е сета ризница на нашите души. Овде посебно се извршува нашето избавување од лукавиот, нашето очистување, препорот и обновување, осветување и восинување од Бога. Таму е храната и пењето на нашите души. Таму е нашата сила против гревовите и ѓаволот. Таму е предворието на небото и на вечниот живот и предвкусување на вечното блаженство, на нашата небесна слава. Таму им се предава мир на нашите души, кој не може да им го даде светот кој лежи во зло. Прво послание на Свети Јован, глава 5, стих 15. Таму се излева божествена светлина во душите на побожните. Таму најмногу се појавува помошта од Господа. Светиот цар и пророк Давид, кој од искуство го познавал небесното блаженство, го молел Господа да биде во храмот како најголема милост, секогаш да биде во храмот. Само за едно го молам Господа, само тоа го сакам, да останам во домот Господов преку сите денови на животот мој, да ја гледам Господовата убавина и да го посетувам неговиот свет храм. Псалм 26, стих 4. Прашање. Зошто треба постојано да се чита Евангелието и да се оди во црква? Одговор. Читајте го Евангелието против својата волја. Некои велат, ние го прочитавме Евангелието и го знаеме, зошто пак да го читаме? Или, во црквата постојано читаат, свештено действуваат, пеат едно исто, а тоа станува досадно. О, колку се површни, неоправдани и лажни таквите зборови.
Истото богослужение, извршувано побожно, ги скротува страстите, ги очистува гревовите на оние кои се молат со вера и со покаяние, ги обсипува со сила од озгора, соединува со ангелите и со Бог и вознесува од земјата на небото. Во храмот на Твојата слава стоејќи, ми се чини дека сум на небото, е речено во една црковна песна. Малку ли е тоа? Никој нека не вели, досадно е да се слуша истото богослужение. Кој вели така, би му било досадно и на небото. Прашање. Каков бил човекот пред падот? Одговор. Колку чист и прекрасен бил човекот и по душа и по тело во почетокот, во првобитната состојба пред падот, може да се суди по тоа што бил создаден по слика и прилика Божја, што бил жив во одушевен храм Божји. Божествените својства, светост, благодат и љубов, совршена незлобност, простота, правда, разум, премудрост, безстрастие, мир, радост, блаженство и некаква божествена големина и власт биле удел на неговата душа и блескале и се гледале на неговото лице и во погледот. Првиот човек бил неспоредлива убавина на земјата, како Бог во вид на човек, пред кого се поклонувала и кому му се покорувала сета земна твар. Исус Христос, Богочовекот, ја обновил во својот божествен лик сета прапочетна добрина и убавина на иконата Божја. Неговото пречисто тело било вистински храм на Бога. Со зборови, со пример, Он ни покажал како треба да се доведуваме во првобитната состојба и да го обновуваме во себе унаказениот од страсти, неминлив, прекрасен образ Божи во нашите души и во својата света црква ни ги подарил сите сили и средства за очистување, обновување и украсување на нашиот внатрешен храм. Прашање. Зарем ние русите да не веруваме? Одговор. Зарем ние русите, православните, да слабееме во верата, кога началникот на нашата вера, Христос, толку славно се прослави и секогаш се прославува меѓу нас со безбројните чуда, некогаш во светите мошти, некогаш во чудотворните икони, некогаш во животворните тајни, некогаш во различните сили што им ги покажува на оние што веруваат во Него, во сите краишта на нашата пространа татковина. Зарем ние да не веруваме во Христа, Синот Божи, Спасителот на светот, кога Он очигледно ја спасувал и ја спасува нашата татковина, нашиот православен цар, од сите непријатели и противници, и скоро ја покажа својата крепка рака над љубениот свој помазаник. Зарем ние, браќа, да не веруваме во Христа, кога и нас и вас Он многу пати не спаси од несреќи, болести, таги, а особено од нашите гревови. Он не храни, не облекува, не просветува, не успокојува и оживотворува. Зарем ние да не веруваме во Христа, кога со своето срце чувствуваме дека Он живее меѓу нас, действува во нас, постојано не спасува, оживотворува и закрепнува? Би било лудило, безумие, безсмислица, кога некој би рекол дека не верува во Христа како Син Божи. Кај нас во Русија скоро секое место, секој град, село, братство, манастир и храм се сведоштво на Христовата сила. Секој побожен христијанин е жив сведок на силата Христова, која во немоќта се покажува совршена. Прашање. Што треба да биде главна цел на пастирот? Одговор. Нашето дело не е да тежнеме кон корист, да собираме минливо богатство. Нашето дело, нашата корист е спасение на човечките души, искупени со крвта на Синот Божи, па и наше собствено спасение. Но тешко нам, ако и ние почнеме да трчаме по материјална корист, како Јуда Искариотски. Тогаш ќе се погубиме и себе си и душите што Бог ни ги доверил. Бидејќи можели, сакали да ги спасува душите свештеникот, чие срце е привлечено од корист. Тој ја знае цената само на парите, а не зна и не чувствува со своето срце колку е скапоцено спасението на душите. Спасението за него е празен збор. Кој не се грижи за своето спасение, ке се грижи ли за спасение на другите? Не, нема. Затоа апостолите Христови сметале за ништожно се што е земно, а спасението на човечките души го сметале за свое најважно дело.
А всушност, што може да биде поскапоцено од човечката душа, која е слика и прилика на безсмртниот Бог? Целиот свет не вреди колку една душа. Зашто каква полза е за човека ако го придобие целиот свет, а на душата својна пакости? Евангелие според Матеј, глава 16, стих 26. Прашање. Како да се разберат зборовите Господови? Петар е камен. Одговор. Ти си Петар и на тој камен ќе изградам црквата своја и вратите на пеколот нема да ја надвладеат. И ќе ти ги дадам клучевите од небесното царство. Евангелие според Матеј, глава 16, стихови 18 и 19. Не рекол давам, туку ќе ти ги дадам, бидејќи тогаш се уште не била принесена крстната жртва за гревовите на светот и се уште не било дојдено времето да се дарува таа власт. Таа е дадена по воскресението на Господ од мртвите, кога Он, јавувајќи им се на апостолите, дувнал на нив и рекол: примете Дух Свети, на кои ќе им ги простите гревовите, ќе им се простат, а на кои ќе им ги задржите, ќе им се задржат. Евангелие според Јован, глава 20, стихови 22 и 23. Затоа гледате, браќа, колку во црквата Христова бил свет, важен, достоен за почит и неопходен повикот на апостолите и на нивните преемници, архиереите и свештениците. Тие се слуги Христови и извршители на тајните Божи. Тие се продолжители на Христовото дело. Тие им го отвораат и затвораат небото на луѓето. Без нив нема власт да се врзуваат и да се простуваат човечките гревови. Нема спасение. Бог Отецот му ја предаде сета власт на Исуса Христа, а Исус Христос на апостолите и на свештениците. Од овде гледате, браќа, и тоа, дека клучевите на небесното царство секогаш лесно ги добиваат оние што сакаат да влезат во него, бидејќи тие се наоѓаат кај секој свештеник и потребно е само да се каеме од се срце пред него за своите беззаконија и потоа да правиме дела достојни за покаяние. Прашање. Зошто маките ќе бидат вечни? Одговор. Душевните расположенија и наклонетости кои овде сме ги стекнале преминуваат со нас и во оној век. И какви маки ги имаат таму сите оние кои умреле со своите земни, гревовни наклонетости и секогаш ги загушувале и потиснувале небесните потреби на душата, не успевајќи да донесат сесрдно покаяние за нив. Ете од каде потекнува тој црв што не гине, за кој нашиот Спасител толку често зборува во Евангелието. Тој црв се нашите гревовни наклонетости, кои со ништо не можат да бидат задоволени. Но на тој црв што не гине, додајте му го уште и неизгасливиот оган, бидејќи е речено: нивниот црв не гине и огнот не изгаснува. Евангелие според Марко, глава 9, стих 44. Прашање. Какви особини треба да има христијанинот? Одговор. Тие одлики се света простота на карактерот, жива вера во Исуса Христа како Син Божи единороден, непоколеблива надеж во Бога, поцврста од дијамант најчиста пламена љубов кон Бога и во Бога кон човештвото, изгубено и искупено со безценетата крв на Синот Божи, кротост и постојано смирение кон сите, споено со почитување на секој човек, а особено на оние кои бараат вистина и спасение, блискост и достапност на сите, ангелско трпение до крајот на животот, вечна пламена ревност за спасение на сите луѓе, воздржување, полно самоодрекување од угодување на телото и од секое светско пристрастие, кој постојано гледа горе, целосна предаденост на Бога, светост на целото живење. Ете ги главните црти на карактерот на христијанинот по обновувањето со благодатта. Прашање. Природна ли му е светоста на човекот? Одговор. Светоста која ја загубивме преку гревот на Адам била природно својство на нашите души. Таа светост повторно ни е дарувана во светото крштение и миропомазание. И пак ја загубивме и постојано ја губиме преку несрекната гревовна наклонетост, која по гревопадот на прародителите стана природна за нас. Светоста, велам, беше природно својство на нашите души,
затоа што во почетокот сме создадени по слика и прилика Божја, а Бог е свет. Прашање. Што ново донело христијанството? Одговор. Каква новост е тоа која треба да ја бараме, да ја посакуваме, која треба навистина да ја засакаме, за која треба да се врземе со сето срце, со сето наше битие? Таа новост е Божјата благодат, која на земјата ја донел воплотениот Син Божи. Благодат на обновување, помирување со Бога, простување на гревовите, препородување, посветување, обожување. Тоа е нашата вистинска животворна и вечна новост, благодата на нашиот Господ Исус Христос и обновување на нашите души со Божјата благодат. Ние треба да се препородиме, да се обновиме и обожиме, со гнасење да ја отфрлиме од себе секоја лажлива безмислица и гревовна остареност и да живееме во новост на христијанскиот живот, свето и непорочно. И така, кој е во Христа, тој е ново создание, вели светиот апостол. Второ послание до Коринтијаните, глава 5, стих 17. Прашање. Ке биде ли наскоро свршетокот на векот? Одговор. Знајте, громогласно ви повторувам, наскоро пак ќе дојде Господ Исус Христос, кој ќе им суди на живите и мртвите. Второ послание до свети апостол Тимотеј, глава 4, стих 1. Прашање. Треба ли сите ние да бидеме свети? Одговор. Љубени браќа, сите ние можеме и треба да бидеме свети, не со своја сила и заслуга пред Бога, не, туку со силата на Божјата благодат. А на секого од нас благодатта му е дадена според мерката на дарот Христов. Послание до Ефесијаните, глава 4, стих 7. Да, ние можеме да бидеме свети и стануваме свети и во овој живот. Иако накратко, кога достојно се причестуваме со светите и животворни Христови тајни. Тогаш без сомнение стануваме свети со светоста Христова и нашата душа станува побела од снег со крвта Христова. Затоа секој нека се причестува почесто. Причестувај се достојно и често ќе ти се враќа изгубената светост. Често ќе обновуваш со грев изопачената своја природа и постепено ќе станеш свет и според собственото расположение, побудено и поддржавано од Христовата благодат. Да, задолжително ќе станеш свет, ако не живееш во духовен дремеш и без работа, туку ако дејствено војуваш против страстите и против болниот непријател кој секојдневно се напрега да не распалува со страсти и со животни пристрасности. Светоста не е удел само на апостолите, на светителите, мачениците, преподобните и сите свети, туку прекрасен удел на сите нас. Апостолот вели, Бог не призва кон нечистота, туку кон светост. Прво послание на свети апостол Павле до Солуњаните, глава 4, стих 7.